Туку што представената седма генерација на култниот Ford Mustang, кого производителот го промовира како целосно нов, ги превзема структурата и многу компоненти од претходниот модел, но промените се значајни. Новиот Mustang ќе продолжи да се нуди во купе и кабриолет верзии, а ќе биде достапен во избор од 2,3 литарски 4-цилиндричен мотор со турбопомнач или 5 литарски V8. Веќе на самиот старт достапна е екстремно спортската верзија наречена Dark Horse, чиј модифициран V8 агрегат испорачува над 500 конски сили. Таа е дизајнирана за секојдневно користење и викенд галоп на тркачка патека. Со додавката R, темниот коњ е чисто тркачки автомобил без хомологација за сообраќај. За влезната изведба со 4 цилиндри обезбеден е 6-степен рачен менувач, додека 10-степениот автоматик е резервиран за потентната V8-ка. Споменатиот спортски рафинат може да се добие и со мануелен менувач кој има автоматско зголемување на вртежите при менувањето на преноси. Инженерите на синиот овал се колнат дека управувањето е подиректно од претходната генерација, а достапни се 6 електронски контролирани режими на возење. Динамичните возни деликатеси вклучуваат оптимизирано подвозје и бројни трикови како што се дрифт брейк со кое на задната оска може да се применат многу поголеми сили на сопирање отколку со нормална рачна сопирачка, за да се предизвика подуправување. Пакетот за перформанси е достапен за сите изведби и вклучува покрути амортизери, посебни тркала и сопирачки, ладилник за масло и диференцијал со ограничено пролизгување. Кокпитот, кој претходно изгледаше многу класичен, во иднина ќе се карактеризира со големи екрани. Достапен е аудио систем Bang & Olufsen како опција, а љубопитниот Alexa секогаш е на услуга. Со овие зафати Форд сака да ја привлече растечката клиентела на милениумците или генерацијата Z. Иако оваа клиентела сака видеоигри, тие се заинтересирани и за вистински спортски автомобили. Надворешноста беше развиена прилично предпазливо, иако на крајот се беше редизајнирано. Мустанг изгледа поаглесто, уште поимпресивно и со своите LED фарови исто така помодерно. Патем, линијата на покривот е намерно дизајнирана да го олесни влегувањето и излегувањето. Мустанг би требало да биде достапен за нарачка во Европа од третиот квартал на идната година. Љубителите на марката треба да бидат среќни што по електричниот Mustang Mach-E дивиот коњ продолжи понатаму и се врати на оригиналната патека.